Очекуваме многу во ова првенствена сезона, се разбира и во иднина. Моментално имаме до младинска школа и Врвни резултати во категоријата кадети на национално и меѓународно ниво. Во 2019 година може да очекуваме повеќе успеси, бидејќи дефинитивно оваа награда ќе има предишни повеќе успеси да освоим во ова 2019 година. Во историјата на струмишкиот спорт, кога овие девојки и момчиња биле меѓу успешните на спортски план во општина Струмица. Од мојот состав може да очекуваме само повеќе резултати од тек на време и што побрзо да сме во Европа. Кирил Вичлиев, човекот од кога очекуваме многу и веруваме дека и во иднина ќе носи и ќе гради квалитетни одбојкари со кои што ќе се горде не само струмишката одбојка, туку и македонската. Сигурно е много, но не е броем, не е ни важно. Фундаменталната начин е нещо важно, битно е екипата да победва, битно е екипата да освои трофеи и това сигурно И дефинитивно се момци без конкуренција. Во моментот нема некоја посебна конкуренција, затоа нашите амбиции се да излеземе во Европа есента. Па секако со ова реорганизација која го имаме во клубот на чело со председател Георги Георгиев, мислам дека може тоа да постигнеме. Столбот на одбојкарскиот клуб кој што оваа сезона силно атакува на одбрана на војната титула. Така изгледа лесна бара. Тука е на Русија што дефинитивно не може да се носиме со неа. Играме со Словенија, Белорусија, Турција, Финска, мислам оти две победи ако успееме да врземе, одаме на Франција, Италија и тоа е наша желба. Дека општина Струмица, како во 2018 година, ќе продолжи и во 2019 година да го помага спортот и веќе од наредната недела ќе биде објавен повикот за спортските екипи и за тренерите и се надевам дека сите екипи, сите тренери ќе се пријават на самиот повик и ќе ги добијат потребните финансиски средства.